Градот Охрид покрај на и познатото Мало Варош го чинат и останатите градски мала, како што се Месокастро, Канео, Воска, Сурѓун, Горна и Долна Влашка мала. Меѓу нив е и Кошишта. Во следните минути ви ја донесуваме историјата за настанокот и животот во оваа најмала градска населба. Населбата Кошишта е една од најмалите градски мала во Охрид. Лежи под градските ѕидини, а се граничи со останатите соседни мала Месокастро, Лескаица и Воска. За нејзините почетоци постојат записи од пописот на Охридскиот Санџак во 1582 година, дека оваа населба имала 77 жители. Низ вековите се менувала, а започнала повеќе да се проширува во времето на одметништвото на Џеладин бек. Ова мала Кошишта е изградена 1810 година за време на Џеладин бек. Бидејќи бил тој многу толерантен према христијанското население, побарал работна снага од околината на Охрид, Струга, Дебар, Ресен. Рековме, популацијата била претежно од селата, кои биле занаетчи, зидари, земеделци, фурнаџии и други помали занаети. Меѓутоа не се бавеле со трговија. Чисто биле производители и се бавеле само со услужна дејност. Значи, 1810 година е пресудна кога е формирана населбата Кошишта. Семејствата кои се доселувале во Кошишта през името го добивале според местото од каде што потекнувале, а луѓето доаѓале од поблиската и подалечната околина на Охрид. Кичеец, Подвис Кичево, Нерезановци, Нерези Струга, Илинчевци, Горно Илино, Преспа, Прлевци, Златаревци, Мороишта, Струга, Момировци, Петковци, Новаковци, Присовјани, Струга, Наневци и Гроздановци, Сирула, Недановци, Мислешево, Струга, Тунтевци, Турие, Дебрца, Далчевци, Волино, Војдановци, Селце, Дебарско, Апочевци, Горица, Трајчевци, Скребатно, Апостоловци, Коњско, Жилевци, Скребатно, Богдановци, Велестово, Илиевци, Лазарополе, Проевци, Ресен, Чинговци, Велгошти, Трпчевци, Збажди, Струга, Каркулевци, Голабовци, Баштованџиевци и Дојчиновци, непознато. Кошиштанецот Владимир Тунтев со нескриена гордост раскажува како населбата во која живее го добила името. Населбата Кошишта, според една теорија, населението кој живеело тука се бавило со плетење на кошеви, што тоа за мене е чист абсурд. Ако сите се бавеле со плетење на кошеви, тогаш треба сиот беглук кој припаѓал на Охрид да го снабде со кошеви. И за другите ќе немат работа тогаш. Значи, ако земеме граматички, кош по турски значи трчај или работа која се извршува на брза рака, многу брзо, а иште, значи работа, кош иште, значи работа на брзање или на трчање. А таков и бил занаетот. Морало да се работи со трчање,
се снабдят пазарите и фамилиите со земјелски производи, фурните да работят и така натаму. Населбата сместена под бајрот е распослана на многу мала површина. Куќите се од збиен тип, прилепени една до друга. Населбава Кошишća се протегат од улицата Свети Кирил Методи и завршиват пак со улицата Свети Кирил Методи, значи почнува од кај Чинарот Кошишта и завршива денешна кај амбулантата Воска. Во денешно време имаме уште две улици, Антон Дуков и улица Вардар и ќе заборев и Пирин планина. И толку се улиците. Што е еден куриозитет посебен за малата Кошишća, што улицата Вардар е најкуса улица во Република Македонија, која има само 21 куќа и нема фреквенција на сообраќај. Тоа е сокак. Карактеристично е со таа збиена населба, куќите се лепени една до една. И во минатото постоела опасност, а и денес постои опасност од пожар. Ако една куќа се зафати пожар, постои можно цела населба да изгори. Меѓутоа, благодарение на пожарните служби денес, кои ги немало порано, а чести биле порано пожарите, денес е горе-долу скромно. Доселениците кои се населувале во оваа населба биле со питома нарав, се живеело мирно и во хармонија. Кошишćани се добронамерни се, како и сите охриѓани, добронамерни. Честни христијани, си го гледа својот живот и се живи на скромен начин. Такви се. Кошиштани се вредни и трудолюбиви луѓе. Работеле најразлични занаечиски дејности. Меѓу нив најбројни биле фурнаџиите. Например, ќе кажам дека фамилијата Илиевци, дојдени од Лазарополе, биле варџи. Се бавеле со печење на вар и трговија на вар. Нивните потомци го напуштиле тој занает и почеа се баве со терзилак. Шиеле плячки за населението од Кошишća и пошироко. Фамилијата Котларови исклучиво се бави, тие дојдени, веројатно се од Ресенско, исклучиво со земјоделство. И денеска нивните потомци се баве со земјоделски работи. Во фамилијата кај мене исто така имаше тенекеџиски занает. Сите тунтевци, старите беа тенекеџи, да не речеме лимари. Така да една, кога Иво Андрич направил посета на Охрид, написано еден есеј во кој вели во Охрид прочитав на еден дуќан тенекеџилница тишина. Па тоа рече не е логично како може човеков да се бави со тенекеџилок, а да е тишина. Други имаме фурнаџи, доста имаме фурнаџи од Охрид, тоа се фамилија Наневи, Војданови, Неданови. А имало во Кошишća преку 12 фурни. Исто фамилија Цветкови, тие држеа последната фурна до денешната амбуланта Воска. И последна фурна, и повеќе фурни во Кошишća немат. Сега имаме модерни фурни. Дојдени од Вевчани, дојдени од Ниш, имаме овде Охридски бисер, фурната е од Нишли направена. Во минатото секоја домакинка лебот го месела дома, а го печеле во градските фурни.
Низ тесните калдармисани улички, рано наутро се ширел прекрасниот мирис на свежо испечените сомуни леп, подготвени од рацете на вредните мајки. Стасаниот леп наредена штица, покриен со бело платно, наречено софрабец, нафурна најчесто го носеле децата. Сомуните леп биле месени од црно брашно, а се печеле еднаш во неделата. Се имаше исклучиво ченкарно брашно, побогатите имеа и бело брашно, се вика понаше бело. И подготвуваја качамаци, пишпирици, комарчина обично, колбуреци, виткаја. Таа исхрана беше во тоа време, пошто беше голема сиромаштија. Се немаше друго што и исклучиво дали мајките беа многу вредни, ни припремаа такво нешто. Некој кој имаше, да речам, дома коза или крава, имаше им лекција, кој немаше никому ништо. Животот тоа беше. Овде кај покојни Борис Недан носевме шчица. На шчицата 4 сомуни леп. Са бајле женската популација на фамилијата, тоа се мајки, тетки, баби, ќе го замесеја тестото, па ќе прилегне малку дур тестото да втасат, па ќе го размесеја. Ајде сега ладе ти ќе нафурна. И јас шчицата нарамо, на одење ми беше многу тешко. На врашчење кој ќе земев, кај 12 сат од шчицата со леп беше полесно, лепот беше печен. И така, немаше лебарници, немаше продавници за леп низ градот. 2 пати неделно одевме нафурна, таму се печеа и комади, во лето поготово, со зелје, со изварче, со тројајце. Тоа беше по Петровден. Гумното кој ќе се отвореше, на гумно се одеше со комат, со кисело млеко. И се живееше на еден традиционален начин, во кој во Кошишта немаше ни богати, ни сиромаси. Сите бевме исти. За секој човек детството е незаборавен период од животот. Децата од Кошишта се вклучувале во домашните работи, им помагале на родителите. Слободното време го поминувале играјки, разни игри, растрчани по околните бавчи и полјани. Нашето детство беше најинтересно. Мислам за нашите услови тогашни. Ние преку ден одевме на школо, навечер и наутро кој беше попладне на школо, пасевме кози. Козите ќе пасеме овде грашница, што го викаме еден простор, и на овај дел лескајца, што ја викаме. И тоа ни беше детство. Навечер играме јесир, бркана, крижи-мижи и тоа. Цело лето дечината бевме боси, со мајките одевме на перејне грашница, таму се переа плячки, се белеа платна, и јадевме лепи сирејне и патлиџан, и учевме да пливаме со ситки, а коритото кој ќе се испразнеше од плавење, дрвени корита, ние веславме, нас ни представува тие кајчиња или чуној за веслање, за анимација. Тога немаше ни ракомет, ни кошарка, ни фудбал. Како игравте? Детски игри се имаше топук, ѓонде, женските играа џиздија, бинек. И весело беше и занимливо. Немаше кој имаше пари, ќе одеше на кино, во кино Охридско езеро. Кој немаше пари, ќе си седи дома, сите деца во 8 сатот наспање, навечер. Децата од Кошишта слободното време, кога не помагале на своите родители, го поминувале на езерскиот брег, на денес подзаборавената градска плажа Грашница. Таа била направена во 1936 година со фондација од Кралството на Југославија за развој на туризмот. Тога бил донесен и во Охрид и бродот, денешен бродот Македонија. Пред него се викаше бродот Скопје, а пред него кралј Петар II, Краџорџевиќ. И така тоа време избледна, градската плажа немаше повеќе кој да ја одржуваат, имаше женски кабини, машки кабини и трамбулина. Првоплитко и второплитко. И таму учевме да пливаме. Меѓутоа појќи да туристи од цела Југославија
и од Бугарија. Да користе сонцето и песокот на сунчење доаѓа. По близина на плажата одевме на утакмица да гледаме фудбалски утакмици, поготово ако имаше меѓу Тетекс и Охрид, Охрид и Караорман, победа од Прилеп доаѓаше. Тие беа многу јаки, силни утакмици. Кога се викнеше гол, ечеше цел град. Гол! Па кога беа фудбалерите скапнати од играње, ќе ја пуцнеа лопката во езеро. Да се одморат неколку минути, некој со кајче дојде да ја донесе лопката назад. Весело беше, интересно беше. Славењето на имендените било скромно, исто како и домашните слави. Но духот на празниците бил силен и посебен, а песната неизбежен дел од прославите. Дома секогаш на слава или се пеело и се играло. Али комшите биле обавезни на славата. Поготово комшите и најблиската рода. Она што било во скромноста, што во границите на можноста, секој дома ќе се привеме тоа што го има, тоа што дал Господ уствари. Обично приготуваат чорби, шкембе чорба обично од говецко месо со говецки коски, и тоа беше од основната здрава храна. Го сматра говецката супа и рачуна една од најздравите храни. На времето ние сме се со тоа задоени фактички и со млеко. Од вечер за славата фамилијата, мајката поготово, родителите одеа во црква. Носеа пенџартос. Пенџартос е петолебие и по еден колак. Тамо од црквата попот ќе отпееше сетото и ќе се вратевме дома да ги чекаме гостите. Првите гости што ќе дојдеа било кој, се пречекуваа со најголема чест по наше. По наше и беше многу весело. Ние како деца настрана ни даваа јадење, а старите јадеа на поголеми софри, така постара. И беше многу весело. Ноќта ни врвеше многу весело. Многу весело. Не можам да ви опишам. Старите кажуваа приказни, она што се дешавало, што го преживеали и така натака. Свадбените веселби биле скромни, исто како и времето во кое тогаш се живеело. Венчавките, исто како и денеска, само во поскромен начин. Едноставно свештеникот ќе ги венча во верскиот објект, во црквата, ќе му стави круните. Фотографирање немало, бидејќи во Охрид немало ни фотографи, ни цртачи, ни цртежи. Останувало само сеќавањето меѓу нив. Све до крајот на 19. век, кога се појавени првите фотографи во Охрид, кои ги снимале свадбите и свадбарите и славениците се сликале само еднаш во животот и тоа е на свадбата. Свадбите биле со скромни, кој што имал да плати, ќе плати чалги, кој немал, ќе си пеат сами дома, ќе си играат орцина и чамче, ќе се провеселеле ден, два и готово. Имаме мешани бракови. Има рошани во Охрид, и месокастрани во Охрид, кошишчани од Охрид, така да помине онај византијски период кога имало строга селекција за браковите. Аристократијата не сакала да се промеша со плебејците, да речем така. Меѓутоа, последниве 200 години браковите се мешани и се многу солидни. А последниве 100 години па бракови имаме и од странство и од цела Македонија во Кошиш. Секое мало има свој херој. Во минатото кошиштани се гордееле со својот војвода. Човекот кој чувството на слобода го носел длабоко во себе. Јонче Чакулев бил војвода, кој после Лиденското востание се повлекол во Битолско, плашејќи се од предавство да биде ликвидиран. 1908 година, за време на Конституцијата, во Битоля го кренал високо бајракот, слобода или смрт,
и викнал, сега е време да ја слободиме Македонија и да одам јас во Охрид да си ги соберам комитите. Меѓутоа, кога тргнал со коњ од Битоля преку Ресен да дојде во Охрид, кај местото Макази, пред Ресен, тој е ликвидиран од Кодоши, кои го предале дека оди во Охрид да си ги собери комитите. Така да ова улица Вардар денеска, името е било Јонче Чакулев. Спомена неговото име. Во срцето на Кошишта во 1860 година започнало да се гради првото училиште. Земјата за училишната зграда ја подарил поп Наум Илинче. Зградата била завршена во 1861 година. За ова мала Кошиша е карактеристично што 1860 година е изградено овде каде што сме сега, училиштето Свети Кирил и Методи, со учителите Васил Диамандиев, Ѓорше Мустрев, Ангелко и Христо Узунови. Понатака за учител доаѓа овде и покасно војводата Методи Патчев на неколку години, а главен покровител е Димитрија Миладинов од Струга и владиката Натанаил. Изградено е со самопридонес од населението. Секоја фамилија си давала пари, како во финансиски средства, така и во градежни работи. И на истиот начин е пред Илинденското востание изградено и училиштето Свети Климент Охридски, што е на ридот на Средварош. Свети Климент, стар Свети Климент, школото, нели? Тоа исто изградено самопридонес под покровителство на Ѓорги Николов Арнаудов, кој таму се венчал кога се женил тој. Иначе основоположител на тајната македонска револуционна организација со Христо Узунов и Дамјан Груев. И Кирил Парличев, ке заборавев, син на Глигор. Значи, училиштата се правени со доброволно. Вложувале луѓето и труд, вложувале и кој што имал пари, ќе дај пари. Училиштето Свети Кирил и Методи е изградено во форма на буквата Г, бело варосано, со приземје и кат. И тука дечињата доаѓале од Месокастро и Кошишća да учат школо. Додека варушаните си оделе во Свети Климет. За муслиманската популација училиштата биле во медреси и во своите верски објекти, џамии. Така да Охрид влегуваат во еден од писмените градови не само во старата Македонија и денешна Македонија. Во 1873 година, кога имало 4 бугарски основни училишта, 2 женски и гимназија со 65 ученици и 350 машки и 80 женски деца. Предмети биле псалтир, часослов, буквар, читанка, христоматија, сметање, руска географија и рачна работа. Да се учи на кирилично писмо и со полна радост Димитрија Миладинов се радувал што ќе се учи на кирилично писмо, народот ќе се осознаи, во црквата нема се пее на грчки и елинизмот ќе се истреби од Охрид. Вредните скромни кошиштани имале изградено и своја црква. Покажување од колено на колено. Има податоци дека црквата се срушила некаде во 1860 година. Во нејзина близина постоело и богословско училиште. За потребите на ова христијанско население, реков во 1832 година, е изградена црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско. Меѓутоа, бидејќи црквата е премала да ги собери верниците, во малата Кошиша е изграден параклис под име Свети Архангел Михаил. Еден од најстарите жители на ова место се викаше Арсен Корнаневски.
му кажуваше на татко ми и уште на неколку жители, на неколку комши, повозрастни, дека тој бил на 10 години кога црквата паднала. Меѓутоа, имајќи во обзир колку беше тој стар, беше на 95 години некаде, па и мојата возраст и така натаму, фактички срачено дека од прилика околу 1860 година црквата паднала. Меѓутоа, нормално паднала заради тоа што била доста, да речем, неодржувана, стара, населението не било во можност да ја обнови или да ја одржува. И на паднатата црква градежните материјали жителите ги зеле, меѓутоа 4 столбови кои ја краселе таа црква, тоа се мермерни столбови по едно 3 метра долги, 2,5 до 3 метра и прилично да речем некаде околу 30 сантими во пречник, ги носеле покажувањето на овој стариот човек, ги носеле рачно со леги и и фортоми, 30 до 40 мажи, еден столб, и ги однесле во црква на Свети Богородица при Лепта, горе. Од тие 4 столбови и уште еден столб има, кој ја донесе од античкиот театар, ја направена на срешницата од црквата Богородица при Лепта горе. На неколку жители од ова место постари, на сон им се јавило дека ова црковно место редно е да се уреди и по можност да се обнови овој црковен храм на дотичното место. На неколку жители, реков, таков сон им се јавил и врз основа на тоа мојот татко Ефтим почна да собират прилози во околинава, во жителиве и подигна едно мало обележие колку да се озваничи, да се обележи дека станува збор за црковно место. Во тоа мало обележие се на се имаше можност да се сместат неколку икони, кандило и она што е неопходно за молење на верниците и оставање на нивни прилози. Жителите на ова место не беа во можност да преземат некои мерки за подигнување, да речем, на поголемо обележие, уште повеќе на храм, или на црква. И од тие скромни прилози, скромни средства собрани, црковниот одбор во тоа време одлучи да почне со градба, онолку колку да може да се озваничи местото и нормално периодично како ќе собират прилози и какви ќе бидат можностите, да речем, на населението да се продолжи со градба. Така во 84-85 година тие почнале со работа, почна црковниот одбор со ископ на темелите и во тоа време се јави Станко Динич, кој живее во Охрид, со еден предлог, да речем, во колку му дозволи црквата, да тој како ктитор настави со работа за изградба на црквата. Познатиот археолог Владо Маленков од Охрид, по повик на парахискиот одбор и митрополитот Тимотеј, дојде овдека со своја екипа, ископа 3 сонди, кои беа 1,5 на 1,5 на 1,5. Во тие 3 сонди, кај што денеска е изградена ова црква, излегуваат два
камена пластика од мермер. Едната представува надвратник на црква, на цит, а другиот камен представува бифора. Понатека излезе еден дел од кандило и синџири од кандилца, кои денес не знам кај се, дали некој ги спастри на некој убаво место. Исчезна едноставно. Не беа некои значени археолошки артефакти, ниту меѓутоа доволен доказ дека овде имало храм. Помина 10 години од прилика и Станко мене ме замоли, односно ми рече дека јас повеќе не сум во состојба да чинам ништо повеќе за црквата, а таа тогаш беше, да речем, не буквално напуштена, меѓутоа запоставена. И така да, во колку ние како реон сме во можност да се организираме и да наставиме со одржување и евентуално и нивно доградување во смисол на надворешните објекти на црквата. Така, ние, да речем, се организиравме и ги собиравме прилозите на самиот ден на Свети Арангел и потоа отидовме со собраните средства во парохија, во Каменско, и наидовме, да речем, на поддршка, при што ни спомена дека имаат собрано парични средства конкретно од оваа црква и од претходни години, така да нема проблем да се дополни потребниот износ на средства од она што ние ги собравме како црковниот одбор до вкупниот износ за извршување на сите оние градежни работи кои беа навистина неопходни. И на тој начин ние со изведувачите ги извршивме тие работи и фактички навистина црковното место заличи на црква, заради тоа што пред тоа, можам слободно да речем, веќе наликуваше на депонија, со оглед на тоа дека друга црква во градов нема на овој светец, можам да речем дека е прилично посетена. Неколку илјади верници тој ден доаѓаат обавезно, и покрај другото се воспостави и ред, се дели ручек и некаде од прилика околу 150 верници, 150 до 200 верници се обслужени на тој ден со онај скромен ручек, во зависност од тоа дали се работи за посен или мрсен ден и така натаму. Кошишта покрај училиштето Свети Кирил и Методи и црквата Архангел Михаил имала и два чинари. Едниот се уште горделиво е исправен на почетокот од населбата, додека другиот на излезот на пресекот со населбата Воска повеќе не постои. И во Охрид моментално имаме 4 чинари. Еден е во Горна Влашка мала, едниот е чинар кај чинарот. Едниот е чинарот кај Кошишта и едниот чинарот кај Воска. Петтиот чинар бил кај амбулантата Воска, кој, нажалост, е пресечен заради проширување на патот и поврзување на Кошишта со Вараш. Пресечен е и денес не постои тој. Најстар чинарот е во Охрид, според некоја датација, која не е утврдена дефинитивно, дека е стар 1100 години, за мене тоа не е верно, бидејќи ботаничкото име на дрвото чинар е Платанус ориенталис. Ако е Платанус ориенталис, со доаѓањето на турците во 14 век, тие поставувале на секои значајни точки и крстосници саделе чинари, не само овде, туку на секаде каде што имало вода и каде што имало можности да успее тој чинар како
како една врста на патокас или милјокас или едно означување на станици кај што дочинарите секогаш имало или кафехана или механа, имало или амам или место за одмор на караваните кои минувале низ Отоманската империја. Значи, јас го поврзувам името Платанус Ориенталис, дека од Ориентот дојден овдека како чинар, а спаѓа во фамилијата на Јавори. Меѓутоа, охридскиот чинар е познат чинар, најстаро дрво, веројатно на Балканот, не сум јас сигурен, веројатно има и постари дрва. Ние така си го третираме, кој е најстариот старец во Охрид. Не само чинарите, белег за Кошишта бил и еден милјокас. Милјоказите датираат од римското време, коједниот е изложен за времето на императорот Максимилијан од средината на Римската империја. Тоа е 1-2 век, изложен е во куќата на Робевци. А има еден и во дворот на Свети Кирил Методи, тој понов. Тој е понов, тој е правен кога е пробијано џадето од Охрид за струга. Тоа е џадето е пробијано за време на Првата светска војна. За потреби на фронтот, на Македонскиот фронт, каде што се војувале французи, срби, бугари, австро-унгарци, турци за поделба на Македонија. Новото време носело промени. Така и во Кошишта се почувствувал духот на новото време. Се отворија и фабрики, луѓето почнаа да одат во индустрија, во трговија, занетите почнаа да се запустват. Немаше веќе да останеа во Кошиша 2 самарџи, еден од Паскалиеви и еден од Малезанови. Терзи, еден терзија беше Андон Колјуши, бакарџите Маринови и тие повеќе не се бавеа со бакар, повеќе со трговија. И занетите денес пропаднаја. И мачиме Ѓорги Белев да остане како во малата наша, ќе речеме, тука е како сарач. И се бави со кожарство, со кожни сувенири повеќе правите. И така натаму. Староседелците на Кошишта се длабоко поврзани со своето мало. Од локалните власти посакуваат повеќе инфраструктурни вложувања за нивниот живот да биде подобар и понатака да се гордеат на своето Кошишта. Јас сакам да се преуреди комплетно сите сокаци, по можност од локалната самоуправа да ги реновират, да се спаслит калето и бајрот, кој е многу напушчен, представува една врста мала џунгла, непроодна. Локалната самоуправа, меѓутоа не само ова, и претходните, слободно можам да речем, не обраќаат ама баш никакво внимание за одржување на зеленилото, односно шумата која се наоѓа изнад оваа населба, во близина на кулите, нели, на калето. И можам да речем дека тоа представува голема опасност од појава на пожар, кој, верувајте, нема можност да биде сопрен во колку се појави пожар од поголеми размери. Хигиената да биде уште повеќе застапена. Последните 5 години и навистина хигиената во Кошишта е добра, меѓутоа може да биде уште подобра. Едно ќе речам дека секој втор ден по улиците и сокаците пукат цевки од водовод. Тоа значи неквалитетна изведба, или слаби мајстори, или што да речам, или неквалитетен материјал. Нема стандардизација во градежништвото. И Кошишта ја гледам како и досега што ја гледав, не сум престар, ама не сум ни премлад.
и на сите кошишчани посакувам добар живот, солиден и другарски живот. Денес кошиштани продолжуваат да го живеат својот живот, кој како знае и уме, секој со својата судбина. Во своето секојдневие и тие како и нивните предци брзаат и се тркаат со времето, кое носи своји обележја, навики и промени.